Вештачката интелигенција денес е присутна насекаде околу нас. Значи, таа може да се користи за повеќе цели и од неја да имаме многу придобивки. Во рамките на овој видеозапис ќе биде прикажано како таа може да се употреби за видео едитирање, како таа може да се употреби за едитирање на фотографии, како може да се употреби за креирање на музика, за креирање на сценарио, за кратење на текст. Па ајде да не должам многу, ќе започнам со прикажувањето на тоа. Првата ставка која што имам во ова видео е како вештачката интелигенција таа може да се употреби во делот за едитирање на видеозаписи. Значи, тука за едитирање на видеозаписи, вештачката интелигенција може да се употреби за креирање на визуали, кои што може да се употребат за интро на едно видео, аутро на едно видео, визуали кои што се потребни за поставување било каде во рамките на еден видеозапис кои што ќе се соодветствуваат со тематиката на самиот запис. Друго, може да се анимираат фотографии. Значи, наместо да поставувате статични фотки во вашиот видеозапис, вие можете да поставите фотки кои што ќе бидат анимирани и ќе дадат друга димензија на записот кој што вие го креирате. Значи, фотките може вие да ги анимирате во Grok, во Sora, во Qwen. При креирањето на видеозаписот, вие може да дефинирате кој формат да биде видеото. Значи, под кој формат да биде видеото, јас мислам не на екстензија, значи MP4, таму, AVI, MOV и така натаму, туку мислам на резолуцијата за самото видео. Значи, вие може да му дефинирате дали видеото да биде коцка, хоризонтално, вертикално. Односно, да му насочите дали тоа да биде 1-1, 16-9, 9-16, 4-3, 3-4 и така натаму. Односно, да дефинирате резолуција која што ќе се соодветствува на медиумот за кој што е наменето самото видео. Значи, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok и други платформи за видеа. Значи, кои алатки може да се користат за креирање на видеозаписи, тоа се алатките кои што ги спомнав и за анимирање на самите фотографии. А тоа се Qwen, Grok и Sora. Второ што сакам да зборувам е тоа како вештачката интелигенција може да се употреби за едитирање на фотографии. При едитирањето на фотографии со вештачката интелигенција може да се отстрануваат делови од самата фотографија. Што значи тоа? Тоа значи дека може да отстранувате објекти кои што не сакате да ги имате во самата фотографија. Например, да речеме, сега на оваа блуза има некој елемент каде што има некој триаголник и сакам сега да го тргнам тој триаголник и например вие земате и ќе му речете Please remove the triangle. Ама треба да посочите каде. Например, ако имате поки триаголници, од кај ќе некој триаголник треба да го тргни. Друго што може да се направи тука е да се отстрани позадината од самата фотографија и вие да ја замените со друга. Трето, и тука може да му ги насочите резолуциите кои што ги споменав од видео форматите. Може да генерирате нови фотки. Например, да генерирате омот за CD, да генерирате флаери, да генерирате Ша може друго? Сега не ми такнува нешто како пример да посочам постер,
и така натаму. Може да ја уредувате фотографијата, да му побарате да додаде поќе контраст, повеќе бои, повеќе кларити, повеќе сатурација, да му побарате да направи професионална поза од вас. Например, седите и сакате вашата фотографија да е така малце по-фенси, нели? И ќе му речете, например, make a professional pose for this guy. И може да му насочите, например, make his one hand to be up, down и така натаму. Значи, можете да правите најразлични манипулации кои што може да ви текне вас на вашата фотка и да си средите да биде цакум, пакум мора да е све, што би рекла Тамара Милутиновиќ. Барев да кажам, значи, што може да употребувате за едитирање на фотки. За едитирање на фотки, вие може да употребувате ChatGPT, да употребувате Gemini, да употребувате Grok, да употребувате Qwen. Ама некако, според мене, најубав за едитирање на фотографии е Gemini. Зошто? Бидејќи Gemini повеќе се фокусира на тоа фотографиите да бидат пореални. Значи, кога ќе генерирате вие фотка, например, сега јас се земам една фотографија и сакам да му побарам нешто, например, да ме прави во циркус, да речеме. Сега таму мојот лик ќе биде многу пореален, а во ChatGPT нема толку да биде реален. Зошто? Бидејќи ChatGPT некако повеќе се фокусира на тоа сликите да се по-абстрактни, а Gemini се фокусира на тоа ликовите кои што се креираат, односно општо фотографијата да биде пореалистична. Третиот дел е генерирање на сценарио. Например, сега вие сакате некој сценарио за креирање на едно видео. И сега, со неколку зборови вие може да му опишите што сакате да направи вештачката интелигенција, односно каква идеја да ви даде за вас. Например, ќе му речете сакам да направам реклама која што ќе биде за детски сапун. Сега, кој ќе му го напишете тоа, вештачката интелигенција ќе мани мала анализа на вашата идеја и ќе ви излиста еден куп детали за вашето сценарио. Ќе ви каже, например, од која до која минута или од која до која секунда каков визуал да има. Во каква просторија да се снима самата реклама. Каков тон да има рекламата, каква музика да има самата реклама, што може да се зборува во самата реклама и така натаму. А и потоа, вие значи можете да му давате и нови сугестии и со тоа да се дополнува самото сценарио. Сега, во вештачката интелигенција, вие може да креирате музика, која што ќе се најде за потребите на ваш еден видеопроект, кој што дали ќе биде на социјални медиуми, дали ќе биде телевизиска реклама, радио реклама и така натаму. Тука вие може да креирате само инструментална музика или да креирате комплетна песна, значи со вокали и музика, да пишувате текст и така натаму. Само со неколку реченици вие може да му кажете кој тип на музика да биде, дали да пее машко или женско, да напишете свој собствен текст или самата вештачка интелигенција да ви генерира сам текст. И само со минута или две максимум вие имате готова песна која што ќе се употреби во вашиот проект. Значи може да креирате од музика за филмови, од музика за реклами, за комедија, за трагедија, документарен филм и се што може да ви падне на памет. И за креирање на музика вие може да употребувате Suno или Udio. Сега, кој е поубаво од овие две? Според мене поубаво е Suno, бидејќи
некако ми е поквалитетен звукот од самата песна која што ќе се направи, а и поќе го сакам од проста причина што тука може да се симнат песните кои што ќе игрирате, а додека во аудио не може. Имаше порано таква опција, а имаше да се спушти. Сега во однос на кредитите, во Suno имате 50 кредити кои што се дневно, во аудио имате 10 кредити кои што се дневно, а имате и 100 кредити кои што се месечно. Мислам, и аудио окей са песни прајање, ама не е добар за македонски јазик, додека Suno е стварно добар. Следно, што сакам да зборам е употреба на TTS. Знаеме дека TTS е text to speech, значи систем кој што овозможува да се конвертира текст во говор. Сега, што може да се овозможи со ова? Со ова може да се овозможи вие да не го читате самиот текст. Едноставно, да го земите самиот текст и тој да биде прочитан од страна на самиот TTS сервис и да го спуштите и да го употребите во рамките на еден аудиозапис. Значи, ова намалува време за читање на самиот текст, значи не мора да барате професионалци да го чита самиот текст. Можете да детектирате брзина на читањето на текстот, дали да биде брзо, бавно или средно, да го намалувате, како да кажам, да намалувате и сколемувате пич на самиот текст. Значи имате доста алатки кои што се добри, како што се Крик, TTS, Natural Reader. Тука сега ќе ви кажам што има бетот во ова алатка. Се е окей, има добри гласови кои што го читаат текстот, ама и да направите акаунт, значи вие пак не можете да спуштате бидејќи имате free play. Сега може да правите како јас што правам, например. Да земите, да го кладете текстот таму, да го чита, да пуштите да го чита и да го снимите со screen recorder. Ама, јас можам да ви препорачам и нешто друго. Во Clipchamp, видеоедиторот што е од Microsoft. Таму имате интегриран TTS. Ќе ви треба акаунт таму за креирање на видеозаписи и креирање на звук. Значи таму имате многу јазици кои имаат нашиот македонски јазик и вие може да си правите конверзија. Сега ако неките да едитирате во тој едитор видео, вие може само да си го конвертирате текстот и после само да си го експортнете како аудио и да си го искористите во друг видео едитор. Сега, вие вештачката интелигенција може да ја употребувате и за уредување на текст. Да почнеме со првиот пример. Да речеме дека сакате да отстранете наводници од текст кој што треба да го ставите во TTS сервис кој што е на македонски јазик. Зошто? Бидејќи TTS сервисите кои што го читаат македонскиот јазик, ако има наводници, тие наводниците ги читаат како буквата Ќ. Сега замислете вие да имате некој текст кој што е од 100 страници и вие да ги тргате сите наводници, значи навистина ќе ви треба многу време. Сега, за да си го намалите вие тоа, ќе го земите текстот, ќе го ставите во некоја алатка, дали ќе биде Gemini, ChatGPT, Grok, Qwen, ќе му посочите дека сакате да ги тргни сите наводници и верувајте, за минута ќе ви го скрати вашето време
ако, например, стварно се 100 страни и вие треба да гледате, да тргате наводници, вербајте ќе изгубите некаде околу 1 час. Друго, продолжуваме со истиот документ кој што е 100 страни и TTS сервисот. Таму, ако имате напишано година со бројка, например 1994 година, тој нема да ви го прочите 1994 година, туку ќе го прочите како 1994. Па затоа потребно е тие да се сменат со бројки, тоест букви. Ова ќе ви го скрати, ќе му речите секаде каде што има година во текстот, направи тоа да биде заменето со букви. Трето, вие можете и да го кратите текстот. Например, имате некој текст поголем, да речеме 20 страни, за некој автор, и сакате да го скратите. Ќе му побарате, например, земи ми, скрати ми, кажи ми кога е роден самиот автор, кога е починал самиот автор, кои се неговите најпознати дела и така натаму, и тој ќе ви го скрати. Друго, само да ми текне некој друг пример за во уредување на текст. Да, може да му побарате, например, ако имаме текст голем, пак ќе го земам документот од 100 страни, каде што сите реченици започнуваат со мала буква, вие може да му побарате тој секој нов пасус, односно секоја нова реченица која што почнува малата буква да му ја замени со голема буква. Пример на, да речеме, сега имате некој текст, ама не знаете што наслов да му дајте на самиот текст. Вие можете да го ставите самиот текст во вештачката интелигенција, да му речете, ве молам, како да го крстам овој текст? И тука вештачката интелигенција ќе ви нареди листа, значи, од наслови, и од тие наслови вие може да одлучите еден кој да биде за вашиот текст, а нама и може да му дајте идеја за наслов на самиот текст. И тој, врз база на тоа, да направи неколку варијанти и да одлучите, или пак да му речите, еве наслов, те молам, направи ми па убава верзија од самиот наслов и ќе добиете убав наслов. Ова интелигенција може да се употребува и за одвојување на вокали и музика од еден аудиозапис. Значи, некогаш сакаме некоја песна која што ни е убава, да ги задржиме само вокалите или да ги задржиме само инструменталите, односно да го задржиме инструменталниот дел. И со вештачката интелигенција може да се овозможи тие да се одвојат. Например, тука вие можете да користите iMusic изолатор или vocali.se, ама ги имате и доста други алатки кои што го овозможуваат тоа. А и вештачката интелигенција може да се употреби за да се конвертира еден аудио файл во MIDI запис. Сега, да, ја конвертира, уште не е на некое високо нивото, ама го возможува. Ама, например, не ви возможува да се одвоени траките. Туку ќе ви возможи само целата песна да биде конвертирана во една трака. Значи, само со еден инструмент. Да. Овозможува, некој ги вади убо, некој ги вади катастрофа, значи сепак уште тоа не е развиено на најдобро ниво како што треба. И сега во Simple Labs, таму одвојува, да. Значи, инструментите ги одвојува, инструментите одат во една трака, басот оди во друга трака и вокалот оди во трета трака. Ама, тука само можете 10 секунди, значи само 10 секунди, бесплатно. За да оди цела песна, вие треба да се претплатите на нивниот сервис. А овие другите што се, на пример како Music to MIDI, тон други што ги има, како што кажав, само
единечна трака имате. А може, значи, има и други сервиси кои што овозможуваат да се одвојат инструментите. Значи, не само инструментална трака една. Например, ставате песната, како се викаше, само тоа мислам дека се викаше Conversation Tools, и таму се овозможува да се двојуваат траките, например. Набашка доди тапанот, набашка доди пианот и гитарата, набашка доди басот, набашка доди вокалот и башка додат сите останати инструменти кои што ги има самата песна. Значи, ова вештачка интелигенција може да се употреби да се и се што. Од анализа на податоци, како што реков, од креање на видеозаписи, креање на фотографии, аудиозаписи, пишување на текстови, корекција на текстови и многу други работи. Значи, зашто ќе употребувате, зависи исклучиво од вас. Например, јас употребам се од ова што накажав, бидејќи си правам видео едно, друго, трето, и се наоѓа, вистина се наоѓа. Така да, мислам дека се кажав, може нешто да утнав, набројав се и се што ма во овие 20 минути, мислам дека убаво пишав.